почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе уживате до крај со нас, ќе биде корисен овој разговор што ќе го водиме со мојата гостинка во студиото, уште повеќе што секогаш кога говориме за сите проблеми со здравјето, некако сите го споменуваат првиот фактор број 1, а тоа е стресот. И сега јас вака, нели, толки години ја водам емисијата, многу гости ми поминале низ неа и си велам за јога никогаш немам направена емисија. Епа ете, тоа ми беше некако мотив да се договараме малку повеќе време со мојата денешна соговорничка за да ја направиме оваа емисија, меѓутоа еве некако во новата година договоривме и многу ми е драго што кај мене овде во студио, односно во нашето студио на ТВ Сонце, ја имаме една млада, прекрасна дама и преубава дама која што ни е денес на гости. Малку ќе говориме за јогата, значи како општо како јогата што представува, а исто така и интересно е што таа веќе подолг период држи јога работилници, односно работилници за јога стрес терапија. Сега тоа е тоа што сакав да го поврзам, значи стресот и јогата. Сето она што треба да го дознаете во врска со јогата како нели еден начин да си го подобриме нашето здравје, како психичко, така и физичко, и кои се тие бенефити физички, психички, значи за нашето здравје, денеска ќе ни каже Надица Степковска, која што е јога учител. Добре дојде, многу ми е драго што имаме на вака убава, драга и млада дама на гости. Добро те најдов, Виолета. Добар ден на вас и на вашите гледачи, имате убав ден. Значи, тоа денес е темата за јога. Пред да кажам нешто за бенефитите и за јога стрес терапија работилниците. Што представува јогата? Секогаш ние слушаме постојано, нели, за јогата, колку е добра да се практикува, нели, и за нашето психичко здравје, па и за нашето физичко здравје, за проблемите со здравјето. И никогаш еве не сум имала прилика со некого да се договараме и нели се договараме одамна негде од септември кога како што да направиме. И еве дојде време да го реализираме тоа. Па што е јогата, вака да објасниме нашите гледачи? Прво би сакала да кажам дека никогаш не сум се држала фундаменталистички само за еден приод. Добро. Бидејќи јогата, како и многу други приоди и патишта, е само еден од многуте. Како што до врвот на водно ќе стигнеме од страната на соње, козле, некој ќе скомбинира козја со жичара и така натаму. Така и јогата, како што денес ја учат луѓето и ја знаат, не е некоја идеологија, не е филозофија, не е нешто што не можеме практично да го примениме во секојдневието. Не е религија, ниту пак секта. Јогата представува научна, постапна методологија за постигнување внатрешно единство и мир. Или за ослободување од се она што не ни е потребно. И со тоа веќе мирот е тука. Затоа јогата и не само јогата. Јас ја земам целата духовност во целина. Значи не само јогата, било кои други алатки, било која друга технологија, која што во склоп со изворните вредности ја користам како средство за бришење на мојата внатрешност од сета наметната дисторзија и од сите оние наложени, имплантирани токсични програми. Значи ова е процес на одземање, на топење на сите наметнати маски и со тоа доаѓаме до нашата изворна есенција. Веќе сме нашето автентично јас. Не мора нешто да постануваме. Така. Како дојде во допир со јогата? Како почна сето ова дружење со јогата? Да. И сето ова што го правиш и сега, нели, ова што е актуелно со работилниците за јога стрес терапијата. Како започна приказната со јогата? Јас самата не се декларирам како јогина, баш поради ограничувачкиот фактор, дека јогина е само концепт кој што лимитира. Добро. Бидејќи 2012 година, кога започнав со моето етапно освестување, така, кој што беше резултат на тоа што завршив 4 дена во болница од хиперстресен нервен систем, нервозни црева, проблеми со тироида и останати хронични состојби кои беа главниот драйв за мојата духовна еволуција и за тоа да допрам до јогата. Значи не дека ја нешто сакав да постанам некој учител. Едноставно сакав ослободување од сета ограниченост и сите болки кои што ги чувствував и бев свесна дека ги имам во голема количина. Значи тоа моје етапно интегрирање започна од тогаш и беше резултат и на јогата, меѓутоа и на останати други знаења од источните традиции, други технологии за биорегенеза, езотерија која што секогаш настојувам да ја отпакувам, да ја сублимирам во нешто што е практично, сварливо. Значи јас се повеќе гледам да одбегнувам
небулозни филозофии. Значи, сакам нешто што е практично. Јас сум за практична духовност. И тоа е всушност и базата на која се базира работилницата йога стрес терапија, часовите и индивидуалните сесии. Значи, од тука всушност дојдов до формирање на крајните модели, крајните производи, а тоа се работилницата йога стрес терапија, часовите и сесиите. Во ред онаа 3D титула како йога учител според сертификат, затоа што денес, нажалост, системот го побарува. И луѓето побаруваат сертификати, затоа ја завршив мојата обука 300 часовна за йога учител, за да можам да имам сертификат за да работам. Така, ве прашуваат дали имате вие сертификат. Секако, дали сте сертифицирана и што е тоа, што значи. Добро, па можеби од една страна е тоа добро, бидејќи нели на сега денеска веќе имаме разни коуч, нели лайф коуч. Да, секако. Сега нормално секој си сака да праша. Потребно е за секој ниво на свест. Мора да има потребно, например, соодветен учител или некој што ќе дава некаков паток, стои во ред. Меѓутоа, затоа колку ние сме духовно освестени, затоа колку ние сме ментално созряни, емоционално ослободени, за среќа, Виолета, такви сертификати не постојат и не можат никогаш да постојат. Не може никогаш тој сертификат никој да ти го даде, така, точно да. Затоа што самиот човек е еден подвижен сертификат кој што еманира некоја фреквенција. Таа фреквенција, таа енкрипција, тој енергетски подпис не може никогаш да излаже. Некој може да има 20 сертификати, меѓутоа да не го живее да не го има тоа во себе што треба да го даде. Да не го живее што го говори, да. Така е. Многу е специфично, да. Да продолжиме за јогата. Да продолжиме за јогата, да. Тоа е нешто што ти си го доживеала во нешто што го применувам, својот живот. Не, говорам за почетокот, нешто што си доживеала, па си сакала на некој начин да најдеш начин и си го нашла начинот во јогата и во оние други начини технологии, методологии, алатки, да, ги има многу, да. Ги има многу. Значи користам го користам најдоброто од сите видови јога и од сите видови други технологии и го оставам оно со кое не резонирам. Или го заменувам со нешто што сметам дека е попрактично и покорисно за современиот човек. Например, секој што е малку повеќе сензитивен и вака како мене, слободумен, вака како вас, може јасно да го види аспектот на ригидност кај јогата. Меѓутоа таа ригидност ја заменувам со флексибилност, флуидност, со креативен пристап, мешавина, зависно од мојата моментална ситуација. Значи не е дека ние мораме да го работиме нештото по секоја цена, да го практикуваме бидејќи така некој рекол, така некој запишал во некоја книга. Не, првенствено се слушаме себе си. Ако телото вели не, тогаш е не за телото. Значи одиме по пат на резонанца. Гледате, дисциплина, денес луѓето мислат дека дисциплина е репетиција на нештото по секоја цена. Меѓутоа тоа не е така, тоа е силување, опресија. Точно, да. Репресија. И секој не може да поднесе. Никогаш дисциплина не сега говориме за нели секогаш кога се спомне дисциплина е нешто за добро, меѓутоа понекогаш на некого тоа му се одразува лошо, на пример. Секако ако претера. Работни места и за нешто, да. Ако претера се случува тој јојо ефект. Да. Дисциплина изворно дисцера значи да учиш. Дисциплина значи согледување нови нешта, континуирано учење, континуирано согледување нови нешта, протегнување на нашата перцепција, освестување со примена на истите техники. Тоа може да биде склоп од 100 техники. Тоа не мора да бидат само тие некои пример алатки кои што ни ги кажал некој таму човек и сега ние мора да идеме по негови. Да. Гледате, она што мене ми е потребно сега, можеби не ми е потребно на вас или на некој друг. Секој е во различен еволутивен степен. Значи, се за своето ниво на свесност. Затоа велам секогаш прво себе да се слушаме. Дали имаме дома запишано алатки на лист хартија, не на телефон, па каде ми е телефонот, па немам батерија, ме болат очите, не, на лист хартија, да имам запишано една група техники за физичко тело, друга група техники за емоционално тело, за ментално тело, духовно. Па кога станам наутро, листот да е залепан до мојот кревет, па да видам по пат на резонанца со која техника резонирам, 10 минути една, 10 минути друга, 10 минути трета. И тоа е денеска мојата утринска духовна пракса. Впрочем, не е духовна, тоа е животна пракса. Ова не е наменето само за монасите и свештениците и за некој таму што се бави со духовност. Ова е потребно за секој човек. За секој човек. Значи,
И потоа да не бидеме заспани во текот на денот. Малку посвесно, гледате, додека миеме садови, тој чин на миење садови, на било која работа, можеме да го претвориме во духовна пракса, со тоа што йога стрес терапија упатува на имплементација на смиреност во секојдневието, најбаналните, најдосадните активности, да ги направиме нашата пракса. Значи, јас додека мијам садови, да видам, колку ми се згрчени рамената, па ги опуштам, дали доволно дишам, дали правилно дишам, какво е струењето на воздухот, температура, текстура, се омекнувам, па дали можам да танцувам, дали можам да пуштам музика, дали можам да пеам. И сето тоа ќе помине многу побрзо, а ние сме завршиле нешто за себе. Така. Значи, да се навратам на дисциплината, во однос на тоа дека е преубаво да имаме една листа на техники, која што ќе ни биде потсетник. Зошто? Бидејќи додека ние запишуваме некои техники, во моментот ние сме во една инспирација, во една мотивација, запишува нашето повисоко јас. Ете, повисокото јас не е некаде далеко, не е нешто одделно од нас, тоа сме ние самите, нашата свест, порција од нашата свесност, која што вибрира на повисока фреквенција. И утре ден, кога ние ќе бидеме во полошо расположение, паднати од секојдневието, истиот наратив, истите приказни ги вергламе, паднати во системот, во програмите. На вистина сме премногу. Да, точно. Затоа тој лист хартија е толку важен, бидејќи нашето повисоко јас, нашето изворно јас не потсеќа, ни го покажува патот. Еве, повели, јас сум тука. Така. Погледни ме. Да. Значи, добро би било вака секој да се земе по еден лист и да се запише што би било добро за психичкото, за физичкото, за менталното здравје и да не ги заборава во текот на денот да ги преминува. Бидејќи се забораваат луѓето, за тоа напуштаат чисто духовната пракса. Што требаше да направам? Тоа беше мојата пракса, таква медитација. Досадно ми го правев вчера и веќе се напушта, поминуваат денови и денови, толку меморијата згаснува, навика немаме, се уште немаме навика. Немаме, на вистина за жал немаме. Да. Немаме навика. Да. И многу малку се говори за некои вакви, како да кажам, еве например за јогата и за некои вакви техники кои што навистина можат да помогнат во секојдневието, како за стресот, така и за менталното и за физичкото здравје. Значи, се во едно. Да. Кои се бенефитите од јогата? Големи бенефиции. Би сакала да ги кажам малку подоцна. Добро, што е сега следно? Следно би сакала да се надоврзам за тоа дека било која техника, било кои алатки, да ги применуваме, секогаш е потребно да го задржиме изворното во тие. Изворните вредности, речеме столбови на кои се градат овие пракси, да речеме, овој живот општо. Тоа се слобода, тоа се единство, чувство на заедништво, тоа се сочувствителност, подлабоко разбирање, не само за ближниот, ние сакаме другите повеќе да разбираме, меѓутоа првенствено себе си, па преку себе си ги разбираме повеќе другите. Понатаму, сочувствителност, безусловена љубов. Гледате, меѓутоа не зборам за онаа безусловена љубов во која ние сме програмирани да мислиме дека тоа е жртва или да постанеме черкиче за другиот. Напротив, безусловена љубов подразбира јасно поставени граници, ставови, подразбира интегритет, авторитет, автономија, суверенитет. Гледате, подразбира внатрешна независност без разлика на тоа што се случува во околината. Да јас секогаш го слушам туѓото мислење, се обидувам да го разберам, да го вметнам, да го вклучам, меѓутоа на крајот секогаш се слушам себе си. Народно кажано, моето повисоко изворно јас. Безусловена љубов е духовно препознавање, а не е да постанеме жртва за другиот, не е да се жртвуваме. И ова е еден од ставовите на мајсторството, да не бидеме мајстори на другите, туку мајстори на овој живот, мајстори сами на себе. Значи, што вклучува јогата, би сакала да кажам. И тоа, не говорам за онаа јога според книга, Виолета, бидејќи тоа можеме да го слушнеме на секаде, да го прочитаме, да го изгугламе. Че сакам да кажам нешто од моје лично искуство. Бидејќи мојата јога е состојба на постоење кое што е вклучителна. Духовноста, духот е целина, јогата е состојба на постоење која е инклузивна. Па така, например, психологијата како една прекрасна млада наука е почетен аспект скалело во духовноста. Тоа е нешто одделно од духовноста. Кога велиме ги одвојуваме двете. Тоа не е така, значи треба да биде едно. Првото е потребно за другото и обратно. Не може едно без друго. Или може, меѓутоа е потребно. Психологијата денес, особено ни е потребна. Така, например,
таа состојба на свест која е инклузивна може да се постигне со примена на оние алатки во континуитет, значи секундневно, макар и по 10 минути, половина час и така натаму. Физички вежби, соматски техники, пракса за телото, прво ослободување на телото или асани, понатаму вежби за дишење, пранајама, понатаму во комбинација со наблюдување, медитативни техники, медитација, понатаму концентрација, фокус, или во јогата се нарекува тратака, вежбање на нашето внимание, па нашето внимание не летка наоколу во текот на денот. Не можеме да го задржиме на една мисла. Така тешко е. Значи сето тоа се вежба. Ние го жнееме тоа што сме го сееле. Значи моментално го доживуваме тоа што сме го практикувале изминатиот период. Ако практикуваме стрес, ќе доживуваме стрес. Ако практикуваме смирение, ќе доживееме се поголемо количество на смирение. Точно. Понатаму вклучува контемплација, ова е толку многу важно, веќе мислам дека многу малку се говори за контемплацијата или свесна размисла. Така. Па контемплација, ние денес се прашуваме за Google, го прашуваме Google, ChatGPT, што е тоа љубов? Што е тоа? Било што? Не знаеме да си одговориме. Не знаеме самите да одговориме. Гледате, контемплација, што значи љубов за мене? Што значи слобода за мене? Што значи Бог, универзумот за мене? Каков е мојот однос? Какви очекувања имам? И сето тоа, да видам какво значење давам на животот, бидејќи реално луѓето пред се страдаат од тоа какво значење даваат на реалноста, а не од самата реалност. Да промениме значењето, ќе промениме перцепцијата, со тоа се менуваме и ние. Гледате колку е важно значењето. Ова е таа базична алхемија за која говорам и на работилниците и на сесиите. Ние сме сите изворно алхемичари, не постоја тамо никаде далеко во пештерите. Ние сме сите алхемичари, значи ние имаме способност и капацитет да направиме внатрешна трансформација. Трансформација што? Металот во злато. Што е металот? Металот е траумата. Гледате, многу луѓе мислат, остае тоа траума, ние што е тоа? Гледате, траума не е нешто, зборот некако е страшен, меѓутоа траума не е нешто ексклузивно само за ветераните вратени од војна. Точно, сите имаме по некоја траума доживеена. Траума изворно значи рана, болка, па сите носиме рана. Дали од овој живот, ако не од овој, дали од минатиот. Ако не од минатиот, тогаш, ако не веруваме во реинкарнација, тогаш ги носиме раните нашите татко, мајка, дедо, баба. Па ние ги носиме болките од целото наше село, од целата планета Земја. И на нас е да ги исцелиме. Че ние имаме таа одговорност, што сме свесни, да најдеме начин како да ги почувствуваме, да ги исцелиме. Ја претвораме во злато. Кој е златото? Златото е мудроста. Па да дадеме ново значење, да залепиме на нова етикета на таа траума. Кој е значењето? Па која е лекцијата? Која е вредноста? Што научев? Така, денес сум малку повеќе побогата. Така. Значи, тоа е мудрост и таа е таа внатрешна, базична трансформација која што секој може. Понатаму, начин на исхрана. Начин на исхрана. Денес, не знам дали знаеме колку храната влијае на нашите ментални процеси. Колку е потребен тој детокс. Така. Минатата емисија има точно нутриционист кој што зборевте на таа тема. Да, кажа колку точно, прекрасно. Може да биде и отров и лек на некој. И лек, така е, да. Храната, дали знаеме дека соковите од овошјето и зеленчекот како под вап го мијат нервниот систем. Затоа тие се тие чекори пред работилницата каде што упатувам благо на сите учесници. Значи мора да се храната да биде 80% свежо овошје и зеленчук. Зошто? За да може нервниот систем како ние ќе го Значи, тие техники на работилницата се како тренинг за нервниот систем. Го прочистуваме и плюс со храната додатно ние го зголемуваме капацитетот на нервниот систем да држи светлина. Е сега повторно еден духовен термин светлина, повторно нешто небулозно. Што е светлина? Но практично ниво, знаеш, практично, но физичко ниво. Како се манифестира светлината? Светлина значи чувство на блаженство, на смиреност, на љубов, на опуштеност, значи да држи повеќе блаженство и мир по работилницата. И затоа тие денови отпосле се чувствуваме ослободено, лесно, во една леснотија. И некој држи 3 дена, некој ги држи 2 недели или повеќе недели, зависно од нервниот систем, од ДНК-та, начинот на живот, стил, навики, повеќе пример фактори. Понатаму би сакала да дополнам уште неколку, да речеме, елементи кои што се значајни, а тоа се визуализација. Ова е толку многу важно и сметам дека е омаловажена. Визуализација, имагинација, фантазија. Па не си фантазирај, доста си замислуваш. Ама тоа е добро.
Ама тоа е многу добро, сега ќе ви кажам зошто. Кога посакуваш Како нешто, не? па и понекогаш и ти се исполнуваат работите, ми се чини, како да ги повикуваш. Точно, да, се исполнуваат, се исполнуваат. Визуализацијата значи креативно, мисловно креирање. Значи, ако Бог е креатор, ние сме Божји деца, религиски наравно кажано, значи ние сме ко-креатори, па Божјиот аспект во нас е аспектот на визуализација, креирање, ментално креирање. По оваа маса, Виолета, пред да биде тука манифестирана во 3D како маса, била нечија мисла, била нечија замисла, идеја. Така, тоа реализација. Се прво било мисла, за да се ние сме мисловни форми на повисоките нивоа на свест. Работилницата јога стрес терапија беше моја замисла, моја фантазија, уште 2019 година. И ја исполни. И ја исполнив со тоа што година и пол, секојдневно, го чувствував чувството, ја замислував секој ден, го чувствував чувството како јас седам пред луѓе и давам, говорам. Што говорам не беше важно воопшто. Меѓутоа самото чувство беше застрашувачко. Да јас немаше потреба да отидам таму надвор и да прашам што мислиш ти за мојата нова идеја? Немаше потреба бидејќи целото општество веќе беше во мене. Сите мисли на што се замислуваш ти? Ова ти ќе го почнеш? Да, секогаш е тоа така. Секогаш тие мисли ќе ти се смеат и така натаму, значи морав да останам присутна со тие мисли. Да можам да ги стопам, да можам мислата како гостин, таа негативна мисла ќе дојде како гостин, меѓутоа јас не го чествувам. Јас само седам и го слушам, се обидам да го разберам и гостинот ќе се оди бидејќи ќе огладне. Не давам тоалет пристап, не давам никаков друг пристап. Едноставно не ја давам мојата енергија. И кога тоа го наблюдуваме, гостинот мора да си оди. Затоа мене ми требаше години нешто. И навистина, само што почнав со првите работилници, многу луѓето викаа дека тоа го работам скришно, тајно. Така. Бидејќи стравот го снема, срамот го снема. Сите тие, сето тоа што ни е дадено, вина, срам, тоа ни е наметнато, тоа не е изворно наше. Да. Ние не се раѓаме такви. Го снема. Така е, да. Туку го стекнуваме тоа уште од мали ноза сега. Така е. Од различни влијанија на животот. И за крај сакам да споменам, има многу тука што да се збори, меѓутоа ви кажал уште две нешта, тоа е да бидеме во еден став на ворете, се е ворете. Ова е мојата мантра, она мисла, доминантна мисла, водечка мисла изминатава декада, и тоа е, да речеме, базата на која се темели работилницата јога стрес терапија, се е ворет. Апсолутно се е, не ќе биде ворет, сега се е во ред. Аха, чувствувам ова во ред, гледате како, барем за мене, значи се случи некој контраст, некој предизвик, кога кажам во ред, веднаш топам отпори и нештото може да пројде низ мене. Јас сум само како ластик обтегната. Точно е, да. Во ред што беше, во ред што е сега, прашањето е што можам да направам, како можам да си помогнам од сега па натаму. Да. Тоа е главното прашање. Да, многу важно. Многу важно во ред. Да го ќе биде се во ред, да, не ќе биде, идната не доаѓа. Што треба да направам за да биде? Да, за да биде, да. Тоа е најбитното. Сега ме интересира кои се бенефитите, вака бидејќи нели емисија за здравство е ваш термин, па можеби ќе сакаат луѓето да слушнат за кои се здравствени проблеми може да се практикува јогата. Кажа дека и ти самата си имала некои здравствени проблеми што си почнала нели да одиш некако по овој пат за сите овие работи да ги применуваш, па и да си ги осетиш и ти придобивките, па да можеш и на другите да им ги пренесеш. Да. Ајде вака малку пошироко да објасниме кои се придобивките. Многу бројни, навистина на повеќе. Нашата анатомија е мултидимензионална. Значи влијае на физичкото возило. Значи го ослободуваме од секакви, да речеме, отпори, енергетски чворови. Гледате тие болки што ги носиме во телото. Се е тоа нешто, например, од работилницата, се е тоа некоја енергија која што е збрчкана. Така, нешто што хоче. Треба да се одглави. Гледате, пример, и после работилницата која велат, имав тука топки, во, знаеш, како чворови во градите, во стомакот, во грлото, ги нема одпосле. Значи ги нема. Бенефитот се чувствува на физичко ниво. Значи се ослободуваме ментално бидејќи сите движења се неслучајни. Сите движења директно влијаат врз создавање нова невронска мапа, нови мисловни патишта, нови синапси. Гледате како со движењата, со дишењата, правилна координација на дишење, движење, внимание и интенција прави да се стопат тие мисловни тешки облаци. И после тоа, особено после работилницата, па дури после јога час, што трае само еден час, се чувствуваме како да имаме нов мозок, како да имаме нови мисли или често немаме мисли.
тоа е таа состојба, тоа е тој бенефит, да ти даде оддишка јогата, оддишка од самиот себе, да можеш да се одлепиш од стариот наратив, од старото јас, да можеш во една слобода, во една смиреност, во една јаснотија да се рекреираш однова, да видиш, што можам сега да направам, како можам сега да си помогнам. Так. Емоционалното тело го ослободуваме на емоции, ослободуваме чворови, стагнатна енергија влијае на енергетското тело. Ослободуваме енергетски чворови. Гледате, се се движи, се менува. Значи имаме циркулаторен систем, така, значи храна, влез, излез, така, ако нема излез, смрт. Така е, точно, значи се мора да движи, се мора да се менува. Меѓутоа енергијата ако некаде не движи, тоа подразбира дисбаланс или почеток на болест. Што правиме со јога вежби, со јога работилницата каде што има вежби од чигонг и од некои други пример технологии, ја ослободуваме. Таа енергија што е негде застаната. Да. Дозволуваме да придвижи целата енергија. Го смируваме нервниот систем со помош на јогата. Така. Го вклучуваме парасимпатичкиот нервен систем. Се рекалибрираат енергетските центри тие во телото и надвор од телото. И полека даваме една можност, едно плодно тло да се поврзаме, да се конектираме со нашата повисока свест. Гледате, самото ослободување, кога велам, ослободуваме интергенерацијски трауми, отпори, ослободуваме блокади кои што се превезуваат како стрес, анксиозност, страв и така натаму, кои ни го попречуваат нормалното живење во спокој. Самото тоа кажува дека за нашето здравје во целина влијае јогата. Значи збориме дури пример ако имаме искривувања во грбот, сколиоза и спондилоза и така натаму. Значи на секој ниво, на секој ниво нашата анатомија влијае позитивно, влијае благотворно и ефектот во континуитет, ако работиме, ефектот е... А некако ми се чини дека повеќе кај жените се практикува. Зошто повеќе жените? Или повеќе жените имаат бенефит, има некоја разлика од полот? Не, нема разлика. Човекот е човек, ние сме сите склопот од двете енергии, машка и женска. Меѓутоа, сметам дека жените се малку посвесни. Посвесни, посензитивни, бидејќи јогата и духовноста општо повеќе може да ги поврзат овие работи за кои што говориш. Да, духовноста, јогата бара сензитивност. Значи, ние сме повеќе сензитивни. Така. И можеме полесно да ги детектираме оние болките и да сакаме помош. И ние жените општо примаме повеќе помош, ние сме поприемчиви на разни методи да испробаме, да си помогнеме. Поотворени сме за да пробаме нешто. Некако мажите се позатворени, некако не веруваат можеби многу на овие техники. Точно да, иако се повеќе мажи ми доаѓаат, можам да се пофалам. Како да ги разбираат работите. Да, по 1, 2, 3, исто и со индивидуални сесии на часови, се повеќе навистина гледам колку им годи и дека нема разлика помеѓу тоа дали сме мажи или жени. Навистина разликата е минорна. Сега интересно е тоа што беше пред емисија, така ти кажав јас сум потемпераментна, па не знам во животот дека не сум практикувала досега, кажав ќе дојдам баш да видам како нели ќе може тоа да влијае на мене, ќе се обидам. И токму тоа ти го поставив дали темпераментните луѓе колку можен тие да практикуваат јога, бидејќи нели пака според она што сме го гледале како што и ти кажа, треба да си смирен, да си опуштен, да таа енергија дозволиш нели да Тоа е идеологија. Тоа што гледаме на слики нема врска ако си темпераментен дека не можеш да практикуваш. Прво ми доаѓаат многу пример скептични луѓе. Така, на работилница. Ја чисто дојдов да видам на пример, ја чисто дојдов да видам зошто луѓето плачат на пример. Зашто има многу сведоштва каде што луѓето кажуваат колку се доживеале длабоко, интензивно, бидејќи самото име јога стрес терапија сметам дека многу површно отсликува целата длабочина која што се допира пример со јога стрес терапија. Тие прекрасни скептични луѓе кои што на крајот уствари кажуваат дека или на медитацијата или утреден дома дека многу големо ослободување имале ни солзи, а солзите се толку многу исцелителни. Точно. Сега збориме за темпераментите, збориме за темпераментните луѓе, темпераментот прво, таа енергија треба да се растресе прво. Значи, збориме за типови, да речеме, на јога. Збориме за креативен пристап, дали можеме креативно да го изражираме часот, да на почеток, пример, таквиот човек кој што е темпераментен, да дозволи малце да се подослободи, бидејќи телото е полно со, да речеме, со некаква енергија, да ја наречам. Да. И сега тоа мора да се
да се излизга од нашето Првин тело, тоа да помине, па потоа да ќе се продолжиме со на дишење, движење, внимание, асани, па држиме во една позиција, па има многу варијации на јога час. Значи секој час е свој, да речеме, засебен, зависи од јога учителот, неговото знаење и тип. Колку време веќе ги одржуваш работилниците за јога стрес терапија? Па можам понизно и радосно и благодарно да кажам дека јога стрес терапија е првата работилница во Македонија од таков вклучителен карактер, со една креативна мешавина, креативен приод и со толку моќен ефект на крајот. Започна во 2021 година, иако самата идеја дојде 2019. 2021 ги веќе ги работиш? Да. Па значи веќе 4 години. 2025, да. Да, 4 години. И како се одбиваат тие јога стрес терапија, работилници, не преку примери нешто да ни објасните, да ни кажете. Малку повеќе да ги доближиме до гледачите, па да знаат што се случува, па нели ако посакаат да си дојдат. Да. Значи се работи за исклучително моќна комбинација од вежби, соматски техники, толку едноставни. Толку едноставни што не можеме да сгрешиме. Меѓутоа треба да знаеме како тоа да го правиме, зошто тоа да го правиме, која е нашата интенција, кој е бенефитот и така натаму. Значи соматски едноставни вежби, антички вежби, значи се работи за вежби од хата јога, од крија јога, од чигонг пракса, например телесно тапкање. 2020 година никој не тапкаше, барем не јавно. Никој не тапкаше во Македонија. Тапкањето е толку многу исцелително, толку едноставно и секогаш при рака бидејќи тапкаме со раце. Како влијае мултидимензионално на мускулатура, на циркулаторен систем, ја потикнува лимфата да работи подобро, нервниот систем и тоа сето тоа е научно докажано. Па штета е да не се примени. И луѓе тапкаат и навистина им одговара. Понатаму сета таа комбинација со медитативни техники. Тоа го што одамна слушнато. Да, за тапкањето? Да. Тоа е од чигонг, сестринска пракса на јога. Сега како беше името, меѓутоа да. Имам слушнато одамна, може на 10 години. Ете, да. Многу постар од нас години. Да. И на работилницата дополнително има медитативни техники, понатаму самото предавање на почеток, тие информации кои што буквално ни ги пототвараат малку очите. Групната енергија која што е многу важна, бидејќи го забрзува исцелувањето. И сета таа комбинација, да речем, таа мешавина прави едно длабинско прочистување, интензивно длабинско прочистување од сите тие отпори и сега колку траума, да речеме, прашуваат, колку траума ќе ослободам. Ќе ослободим онолку колку што е дозволено нашето повисоко јас, бидејќи не можеме се одеднаш да дозволиме. Не можеме се одеднаш да ослободиме затоа што нашите трауми се како во слоеви, како кромити. Затоа секој пат пример различно. Ете така, да. Секој пат различно ја доживуваат работилницата, ми доаѓаат по 2 пати, по 3 пати годишно, семестрално, квартално, по 10 пати. Сега толку ме заинтригира што едва чекам на 8 февруари и да кажеме до нашите гледачи ако некој сака да присуствува нели на работилницата за јога стрес терапија, следна што ќе биде на 8 февруари од 5 до 7, така. Од 5 до 8. Од 5 до 8 на деца, тоа е за сите оние кои што не следат, таа емисијата ќе оди репризно, ќе се јават во телевизија Сонце, јас ќе им дадам бројче на Надица, па ќе се договорат. Се надевам дека има уште место. Има уште 5 места, да. Теќе се 7 резервирани, да. Обично сме 10 до 12 максимум. Тоа сакам да прашам колку е максимум. Ми доаѓаат од 15 годишна возраст, пример, деца до 65. Значи возрастна граница нема. Единствено човекот да сака да дојде, да има желба и да сака да доживее нешто поинакво, нешто ново. Друго нешто што требаше да кажеме, нешто кога говоревме пред емисија, нешто спомнавте дека може нешто да се објасни преку примери. Тоа беше за работилницата? Да, одлично, да, за примерот. Да. Замислете дека вие сте на куќа која што е поплавена со вода. Водата внатре се тие емоционални отпори, таа траума, ние сме поплавени во сите тие емоции, сите тие мисли, не знаеме како поинаку гледате. Преку работилницата учиме нови поинакви начини како да си помогнеме себе си. Една нова длабинска нега, поинаква нега, грижа и љубов кон себе си. Па утре кога ќе бидеме по стрес, ќе знаеме како да си помогнеме. Оваа алатка со оваа можам да искомбинирам. Бидејќи се е туку практично и едноставно. Техники посебни има за без гнев, лутина, посебна техника за страв, посебно за Значи има многу, склопот мешавината е многу интересна. И сега многу, се навраќаме на примерот.
Значи, вие Поплавена куќа? Да, вие сте една куќа која што е поплавена. Сега што правиме со работилницата јога стрес терапија? Ги отвараме вратите и прозорците и водата, голем дел од водата излегува надвор. Конечно земам воздух длабоко. Конечно се чувствувам толку лесна, олеснета. Да, дури некои луѓе велат дека за прв пат се чувствуваат ослободено. Или после короната, особено за короната, нешто се има случајно, мислам дека на колективно ниво. На морфогенетското колективно поле си има променето. Да. Под стрес некој континуиран, да не допреме нешто, да не пати некој вирус, да не вдишиме некој. Да, и плюс тоа дома, што бевме заклучени дома, тоа беше дополнителен стрес, да. Значи ги отвараме вратите и прозорците, водата излегува надвор. Сега од утре па натаму треба да подложиме со повторување, свесно повторување, во континуитет на да не само техники. Вода да навлезе повторно. Точно, да. Значи техники, соматски техники со тоа што секојдневно ќе проветруваме и ментални техники со тоа што ќе ги затвараме славините, чешмите. Интегрална, холистичка, да речеме, пристап за исцелување. И ментални, и физички, и емоционални. И тоа е нашата животна цело време ти додека говориш, јас буквално се опуштив. Толку благопријатен глас имаш и така убава реторика на говор. Значи, таква една линија, како да кажам, рамномерна, што буквално те успокојува. Кога те слуша човек, верувам дека на работилниците, оние кои што присуствуваат, тоа исто го почувствувале. Како што кажав, јас едва чекам 8 февруари да дојдам и навистина е така да се обидам се тоа што ти го кажуваш, да го примерам и кај себе, за да, како што кажа, да се издишам. Прекрасно. Значи, луѓе викаат како да има провев. Викам има промеја. Значи има промеја, пошто нема никаде на друго место, само во Македонија, на Балканот. Значи има внатрешен провев, да речеме. Повторно има воздух. Така, да се прочисти. Лесно, да. И за крај би сакала, ако има време, нешто да кажам, за едно прашање што ме подсевуваат. Постојано ми го поставуваат тоа. Чисто ме поставуваат, имам само 5 минутки. Гледате, часот трае 1 сат, работилницата трае 3 часа, немам толку време. Иако лета, како 30 минути се чини. Да, навистина брзо поминува. Имам само 5 минути, се случи контраст, нешто се случи, некој стрес, што да направам, кај да одам, како да си помогнам. И велам, окей, јас имам таа една прекрасна, да речам, комбинација, меѓутоа не можам сега да ја кажам, затоа што прво треба интелектуално да разбереме зошто оваа техника функционира, да ја разбереме како функционира, кое ниво. Зошто ја правиме? Како? Преку пример, значи сето тоа умот да го прими на интелектуално ниво, понатаму треба да ја практикуваме на работилницата. 10 минути, 3 минути, 5 минути се повторува. Да го доживееме бенефитот. Аха, вака се чувствувам после таа техника, веќе знам. Телото прима информација, има меморија на која утре ќе можеме да се повикаме. И што правиме? Кога веќе ќе го доживееме и едното и другото интелектуално практично, кога ќе ми ја кажам таа формула, да речам, 3 минути ова, 2 минути ова, 1 минута ова, веќе е јасно, окей, разбирам, веќе го прима мозокот. Веќе ако сега го кажам, ефектот ке е можеби 10%, кај некој бадијала нема да запамти, нема да му е важно и така натаму. Затоа ве повикувам, ве поканувам јавно да го дознаете одговорот да дојдете. Значи за крај, Надица Стевковска, мојата денешна драга соговорничка, вака една многу, како да кажам, благопријатна, мила личност, една прекрасна личност, ве повикува сите оние кои што еве досега не следевте или што ќе следите следните истанија, значи на 8 февруари, од 5 до 8 часот, има уште 5 места. Сите оние кои што се заинтересирани, слободно може да се јават по телевизија Сонце, ќе дадеме контакт од Надица и ќе може да се слушнете и да се договорите, а и секако ако сакате, нели, да практикувате јогата, секојдневието. Надица, јас преубаво си поминав. Искрено, имаш прекрасна енергија, тоа се чувствува и затоа и си тоа што си, нели? Оние кои што се јога учители, претпоставам дека треба да имаат убава енергија за да можат да ги анимираат оние кои што се, нели, да држат фреквенција, кои што доаѓаат или на јога часови или на работилниците. И ти посакувам само успех во сето она што го работиш и што повеќе луѓето да станат свесни за себе и да речат веќе од денес, од сега можам да почнам да менувам нешто за себе и да практикувам нешто позитивно за себе.
Благодарам многу Виолета на Се надевам дека поканата, ти не беше беше и прекрасно тебе на вистина, се добро, опуштив да. многу, особено на крајот, значи можеме сега уште 2 часа Сега да можеме, продолжиме, нели? не е проблем, да. Да. И ги делиме истите жилби, навистина истите Да. жилби за сите луѓе, особено првенствено за себе си, одговорноста е така, прва да. за себе Да. и вашата енергија исто исклучително прекрасна, смирена, дури во живо кажав дека вие сте Ти благодарам, прекрасна многу во ми живо, значи. да. Многу ми значи и исто и јас за тебе чувствувам и секако не е на одмет нели повторно да се договориме да направиме некоја емисија. Секако, зашто да не? И можеме и да дојдеме па и да снимиме нешто. Секако. Кај тебе во студиото Да, и така да, натаму да. ќе видиме нешто ќе се договориме. Би Ти сакала. благодарам многу за денес, ми беше навистина драго. Благодарам исто. Ете така, почитувани гледачи, значи уште еднаш да повторам, работилница за стрес, јога стрес терапија. Мојата денешна соговорничка, Надица Стевковска, која што е јога учител, една прекрасна дама, една прекрасна личност. Сите оние кои што сакат уште еднаш да потенцирам, има уште 5 слободни термини за работилницата за 8 февруари од 17 до 20 часот, тоа е сабота чинам. Можат да севат во телевизија Сонце да добијат бројот Надица и да се слушнат. Ви благодарам за вниманието, вие останете и понатаму во убаво расположение, имајте добро здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.